Колешки, тотално промашување. Сте носеле буџет или предлагате буџет за 2023 година за да се спречела инфлацијата. Какво спречување на инфлацијата кога во моментов имаме историско највисоко ниво на инфлација, кое што не се памти од 1995 година наваму во Република Македонија. Државата е на второ место според индексот на мизерија и да ве потсетам дека во моментов ние сме држава во која што најголем број на семејства може да си дозволат само по еден оброк дневно. Пред нас е историски највисок буџет, нереален, инфлаторен, кој што за некој месец сигурно ќе пукне. Буџет со висок буџетски дефицит од 4,6% или 700 милиони евра, кој за жал ќе донесе уште поголемо зголемување на јавниот долг, односно за кратко време јавниот долг во Република Македонија или на Република Македонија ќе биде 64,4% од БДП и со ова во прашање ќе се доведе фискалната одржливост, односно можно е државата да се доведе во ситуација да не може да ги плаќа основните обврски. Споменавте во вашиот говор дека се предвидени 1 милиарда евра за всушност дека за 6 години се потрошени 1 милиарда евра за инфраструктура и за патишта. Сега јас ќе ве потсетам или ќе обрнам внимание дека во буџетот за 2023 година за стоки и услуги се предвидени 370 милиони евра. Ако за 6 години се потрошени, како што велите вие, 1 милиарда евра за патишта, а само за 23-та има 370 милиони евра, значи од прилика за 6 години за патишта се трошени околу нешто повеќе од 200 милиони евра. Замислете колку ништо не се работело и не се работи. Годишно за патишта помалку 200 милиони евра, а за стоки и услуги за 2023 планирате 370 милиони евра. Или пак фатаморгана да се замислиме дека вистина се реализирале патишта, затоа што впрочем буквално сите колеги кои што и во комисиската расправа и овие денови на седница што излегувате, читате само бројки, меѓутоа никако еден од вас да наведе барем еден пат кој што е реализиран од оваа влада во овие 6 години. Па еве ве охрабрувам барем вие, посочете го со име или со место овој пат. Вистина од почеток е изграден и реализиран од оваа влада. Такво нешто не постои. Такво нешто не постои. Го споменавте јавниот сектор, да ве потсетам дека административците благодарение на вас нема да добијат повисоки плати и кога сме ке студентскиот дом Орде Чопела во Прилеп, ќе вложувате, ќе реномирате нешто. Контрреплика Марија Кочовска, повелете.